Почитувани, Стопанската комора на Македонија секојдневно 24 часа е ставена на располагање на компаниите со цел полесно надминување на постојната ситуација. Прашањата и иницијативите од компаниите се проследуваат до владата и надлежните институции и повратните информации, уредби и заклучоци се проследуваат назад до компаниите и објавуваат на интернет сајтот на комората. Истовремено, Стопанската комора на Македонија е многу активна и во ангажманот за надминување на конкретни оперативни прашања. Во врска со проблемот на македонските транспортери на границата со Турција, за што известивме дека се ангажираше комората, имаме најава од турските власти дека проблемот ќе биде надминат во текот на денешниот или утрешниот ден. Поддршката на Стопанската комора на Македонија во постојниот период е насочена и кон компаниите членки на Советот на странски инвеститори при комората. Имајќи го предвид нивното релативно значење за вкупниот македонски извоз, бројот на вработени во овие компании и фактот дека абсорбираат значаен дел од работната сила лоцирана надвор од Скопје, важно е да се знае што ќе се случува во наредниот период и во овој сегмент на македонската економија. Глобалните случувања со корона COVID-19 вирусот наметнаа прекин на работата на компаниите од автомобилската индустрија ширум светот. Во такви околности и компаниите во земјава, членки на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија, се принудени, не по свој избор, целосно или во најголем дел да го прекинат производството, во период од најмалку неколку недели. Но, и покрај ваквите неповолни случувања и сериозните финансиски последици, компаниите членки на Советот за странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија преземаат напори и мерки да не отпуштаат работници. Планираат да искористат одреден модалитет, но првенствено сакаат да ги задржат вработените. Така, компаниите планираат предстојниот период на прекин на производството да го искористат за реализација на обуки на вработените, или вработените да користат неискористен редовен годишен одмор од минатата година и мал дел од одморот за тековната година, евентуално користење на принуден одмор и слично. Тоа се охрабрувачки чекори во дадената ситуација. Исто така, иако тоа може да изгледа банално во дадениот момент, навиду мали, но мудри потези повлечени во моментов, може да отворат значајни перспективи за македонската економија во периодот после завршување на пандемијата со коронавирусот. Промена на некои од постојните давачки за овие компании, заради соодветна царинска хармонизација, изголемување на конкурентноста на македонските компании што се дел од глобалните синџири на набавка, може во иднина да резултира со тоа производството, што сега е лоцирано во некоја друга земја, да се пресели во Македонија. За сите овие прашања, деновиве во владата се одржа работна средба на заменик председателот за економски прашања Мила Царовска со компании членки на Советот за странски инвеститори, на која представник имаше и од Стопанската комора на Македонија. Благодарам.